Во терористичкиот напад во Барселона, Шпанија, меѓу повредените и загинатите има државјани од 20 на земји. Најмладата жртва е 3-годишно девојче. Меѓу жртвите и повредените има државјани на Франција, Германија, Холандија, Аргентина, Шпанија, Венецуела, Белгија, Австралија, Унгарија, Перу, Романија, Ирска, Куба, Грција, Кина, Италија и Алжир. А меѓу повредените има и еден македонски граѓанин. Согласно комуникацијата остварена со надлежните служби, македонската амбасада во Шпанија дојде до информација дека еден македонски државјанин во моментот се наоѓа во болница во Барселона. Лицето во моментот на извршување на нападот се наоѓало во непосредна близина и се здобило со скршеница на зглобот на ногата. Тоа се наоѓа вон животна опасност и е третирано од страна на шпанските медицински служби. Представник од македонската амбасада во текот на ноќта бил во болницата каде што се наоѓа повредениот македонски државјанин. Барселона е последна во низата големи европски градови која се соочи со смртоносен терористички напад, за кој одговорноста ја презеде Исламска држава. 13 луѓе загинаа, а над 100 се повредени. Председателот Иванов испрати писмо со сочувство до шпанскиот крал Фелипе. Вознемиреноста од оваа жална вест е уште поголема, поради тоа што и граѓанин на Република Македонија е меѓу тешко повредените лица од крвничкиот акт, пишува Иванов. Председателот наведува дека сите имаме обврска да се бориме против глобалното зло. Имаме одговорност да го превенираме, спречуваме и искорениме, за да не настрадаат недолжни и невини животи. И премиерот Зоран Заев го осуди терористичкиот напад во Барселона, изрази сочувство до семејствата на жртвите, а на повредените им посака брзо закрепнување. Нашата порака до Шпанија и до цела Европа е дека во овој момент кога тагуваме за жртвите, осудата на омразата и насилството мора да биде одлучна и силна. Истовремено мораме да ги зајакнеме заложбите кои промовираат единство и слобода, наспроти поделбите и дискриминацијата, вели премиерот Заев.